Со ова писмо, ние филмските професионалци од Република Македонија, независни филмски автори, независни продуценти и слободни филмски работници, го изразуваме нашиот револт кон одлуката на Министерството за култура во предлог буџетот за култура за престојната година да изврши кратење на средствата наменети за филм. Живееме во време во кое филмот и останатите аудиовизуални уметности доживуваат невидена експанзија на глобално ниво. Во целиот свет, а посебно во рамките на Европската унија, буџетите за филм перманентно се зголемуваат. Во последнава декада, а како последица на дигиталната ера и експанзијата на новите медиуми, продукцијата на филм е повеќекратно зголемена. Филмот и во 21. век останува водечки медиум, кога во прашање културното влијание. Филмот и понатаму е најмокната промотивна алатка преку која се потврдува постоењето и идентитетот на една нација. Тој има моќ да патува брзо на сите континенти, да пренесува мечти, идеи, пораки, да потврдува и негира, да спори и вреднува. Нашата филмска продукција е во развој. Ние, филмските професионалци, сме наполно свесни дека помеѓу делата кои ги создаваме има промашување и дека и меѓу нас, за жал, има и залутани поединци и нечестни профитери. Посебно во последниве десетина години. Но исто така, помеѓу нас се авторите кои со своите дела под знамето на Македонија настапуваат на најпрестижните светски филмски случувања. Зарем не сме сите свесни дека меѓународниот успех на македонската култура неспорно и во најголема мера припаѓа на филмот. Ако ги погледнеме учествата на меѓународните фестивали, наградите на фестивалите од А и Б категорија, ќе ни стане јасно дека македонскиот филм, толку критикуван и често оспоруван и стигматизиран, со сите своји мани и детски болести, е сепак, ако не највредниот, тогаш барем најуспешниот извозен културен производ на оваа земја. Во последниве 2 децени во Македонија се гради независната филмска продукција по европски терк и ние со забрзани чекори се интегрираме во европското филмско семејство. Кратењето на средства за филм во време кога државниот буџет и буџетот за култура се зголемуваат, а агенцијата за филм се гуши со наследени долгови, значи директен удар кон оваа онака кревка македонска филмска продукција. Аргументациите дека и со помалку пари се прават добри филмови се точни, но само како исклучок, а не како правило. Аргументациите дека се давале пари, а филмовите биле лоши се исто така точни, но за едни други времења во кои доделувањето на средствата многу често беше политичка одлука. Зарем не заборавме сите заедно против такво општество? Најголем дел од нас, филмските професионалци, автори и филмски работници, стоевме на бедномот на отпорот, во борба за подобро општество, за систем на вредности во кој филмот ќе биде ослободен од стегите на политиката, ослободен од натрапници и профитери, а достапен за талентираните, посветените и успешните. Затоа, почитувани представници на власта, најљубезно ве молиме и од вас искрено очекуваме да ја преиспитате оваа одлука. Убедени сме дека при донесување на конечната одлука околу ставката во националниот буџет, кој се однесува на филмската дејност, ќе ги земете предвид сите фактори, европските искуства и стандарди, а навеќе од се тенденцијата за развој на напредок на македонската кинематографија, актуелните генерации филмски творци и оние кои тек доаѓаат. На крајот, дозволете во име на апелата да предложиме средба на нашите представници и представниците на Агенција за филм, со министер за култура и останатите релевантни политички чинители и во духот на заедничката вредност кој го споделуваме, да ги соочиме аргументите и да изнајдеме заеднички јазик за добрата на македонскиот филм и уметнички достојувања за кои се залагаме.